Почитувани пријатели, тргнавме со визија во која што искрено веруваме. Нашата визија се вика да ја вратиме средната класа, да создадеме фер и праведно општество за сите. При таа визија креиравме 350 мерки и решенија, со која што спроведување искрено веруваме дека конечно ќе го вратиме балансот помеѓу социјалните класи во општеството. Но ќе го вратиме достоинството на живеачката, среќата кај граѓаните, надежта за едината. Но и за денешните, и за генерациите кои што доаѓаат после нас. Денеска е 21 век. Секој граѓанин ќе може бесплатно да земе потрошувачка електронска картичка. И кога одиме на дуќан да купиме за 1000 денари прехрамени намирници, ја давам картичката, само поминува да го регистрира готовинското трошење, јас пак си плаќам со парите. Кога го пушта моето детенце да купи моливи од книжарница, му ја дава мојата картичка. Оти на моје име гласи, не може друг да ја употреби. Ке го купи моливот, ке помине чичкото тамо, ке го регистрира. На секој 3 месеци одам само во управа за приходи и го очитува тоа, го гледа целиот промет, ДДВ-то се калкулира и го враќат. Ниту да се соберат фискални сметки, ниту нешто посебно према организација. Но 130 милиони евра пари пуштаме назад кон нашиот сиромашен народ. Што ќе направи народот со тие пари? Што ќе направи? Ќе се и плати сметките, ќе се и плати даноците, ќе се и растовари дел од тие 100 проблеми што ги има во семејството и малку ќе воздигне. Голем процент од тие пари пак се враќаат во буџетот. Каде одат пари? Пак назад во буџетот. Ако државата знае да ги враќа назад кон граѓаните, граѓаните ги трошат одма или на одложен рок од 2-3 години и да ги заштедат граѓаните, за 2-3 години ќе ги лупнат во 2-3 собички на децата и семејството пораснало, да им обезбедат каде ќе може да се омажат, оженат, да купат стан. Конечно се трошат парите и парите имат мултиплицирачки ефект. Ќе ја зголеми вкупната потрошувачка во општеството. Ќе си помогнеме и себе си, а и на нашата земја. Ова влада е позната по субвенциите, така да дава 1 евро по произведен тутун. Обично едно семејство зима околу 1000 евра субвенции. Но што се случува? На приходот кој што го има, во поново време воведија трансакциони сметки. И денеска земјоделците мора да платат персонален данок кога имат приход поголем од 300.000 денари. Така да државата им дава 5, ама им зима 7 од друга страна, преку персоналниот данок на доход. И тоа не е фер и праведно поставување на државата кон земјоделците. Ние предлагаме земјоделците да не плаќат персонален данок на доход, да бидат ослободени и целата ова сума да остане кај нив. Прво ВМРО вика ако дојде СДС ќе нема субвенции. Нека пукнат ако сакат. Ке има субвенции, ке има повеќе од сега. Ама ке има повеќе субвенции од сега тоа што го дават. Оди викат 130 милиони евра, а за 2012, кога беа 115 милиони евра, уште 70% само се исплатени, 30% не се. Може би повеќе од 30% не се исплатени. Така да го лажат собствениот народ, 1,5 буџет, тоа се 210 милиони евра, го излажале својот земјоделец, не му ги пуштиле парите, го лажат дрско. Ние велиме, субвенциите ќе бидат на време дадени, тогаш кога им треба на земјоделците. Тутунот сега, кога ќе го предадат тутунот, веднаш им дојдат субвенциите. А не ако има избори у април, пред избори дајем ги субвенции. Производителите на жито, штом ќе го ожнеат веќе на есен, да имат субвенции, да може да почнат сеитбена сезона. Градинарите во март најдоцна мора да ги имат субвенциите, да може да засеат, да расадат, да стигнат на време. И субвенциите ќе имат своја конечна цел и ефект. Ако денеска еден житопроизводител произведува 2800 килограми од хектар, наредната година ќе има 10% повеќе субвенција ако произведе 3000 килограми по хектар. Плюс ќе биде заинтересиран да има плюс наводнување,
да има плюс вештачко ѓубриво, да ја зголеми продуктивноста. Сам да го научиме, преку стимулирање, субвенции се викат, преку субвенционирање, да заработува повеќе од хектар, да го зголемува количината со исто потрошени пари во производството, да останат повеќе пари, да го направиме конкурентно земјоделското производство, а со тоа да остане земјоделецот среќен.